Затоа треба да им се намали на овие функционериве, на парламентарциве што имаат големи плати, а не на нашиве административци по 20.000. Не верувам дека имаат повеќе од 20.000, 22-3. И се ако на 14 им ги стават, што ќе прават, како ќе преживеат? Ова е ситуација кога треба да вршиме избор помеѓу помалку лошо и повеќе лошо. И поради тоа сметам дека е сосема во ред тоа. Не може да се преживее со 14.500. Поготово во семејство, да речеме, со 4 члена, 2 деца, а еден само работи, нема шанси. Секој би требало да си ја добие платата за кој што си ги планирал трошоците за тој месец. Ако се на принуден одмор, да, ама ако се на работа, не би било потребно. Проблемот е што правиме со оние другите, што немаат ни денар плата да земат се. Мислам да се помогне на приватните, да, ама со тоа што да не смеат да испуштаат работници. Покрај основната работа се спасат животите, ние мораме да внимаваме да се било како да се смалят негативните ефекти врз економијата. Мораме да внимаваме и за економијата. Би требало реално да биде како за сите еднакво. Треба да биде. Да сватат сите солидарноста не значи сите исто да земаат. Оти не допринели сите исто до сега. Нема потреба да се земе од некого за друг да се даде. Ако има поголеми плати, примерно од администрацијата, многу пари се дават за платите, да, ама нема потреба. Во ова тешко време никој ништо не знаеме што е фер, што не е фер. Ова е лудило. Не постои друг начин за било каква одржливост на економијата и мора некој да платат повеќе, некој помалку, али во секој случај основно е заради тоа што сметам дека е тоа помало зло отколку да не се направи така.